Непосредно на неколку минути пред почетокот, солистички концерт на Елисавета Василева Бончева. Најнапред ме интересира идејата за повторно да се реализира, да се направи еден солистички концерт повторно во Струмица и концерт на класична музика, што навистина е реткост во денешно време, посебно во Струмица. Па идејата беше, многу одамна. Предходниот концерт, односно првиот солистички концерт ми беше пред 6 години, непосредно пред после дипломирањето на Музичката академија во Бугарија, во Софија. И од тогаш имавме некои кратки настапи по некои манифестации, меѓутоа солистички концерт од ваков тип како сега, не сме имале шанса да презентираме. Поводот беше завршувањето на мојата магистратура, така да имам спремно еден поширок репертуар, потежок, да речам, и дел од него, дел нешто ново, адекватно за оваа сезона, за овој повод затварање на ликовната колонија, и повод дружба исто така со моите колешки од Бугарија и мојата поранешна цимерка, што ми е особено драго, така да дојдов на идеја да се направи солистички концерт со нив како специјални гости, со интересна програма од Бетовен, Пјацола, мојот репертуар од Качини, Бонончини, Вертер, Масне и многу други сега, да не ги набројувам. Токму тоа ми беше прашањето, кој е репертуарот кој што го подготвивте за вечер? Па репертуарот е интересен. Репертуарот почнуваме со италијански канцони и канцонети, продолжувам со руски, има нешто и шпанско од циклус Siete Populares Canzones en Españoles од Мануел де Фаја. И така да е многу разнолик, но интересен во исто време. Бидејќи ова не е прва средба со струмичката публика, имате и други настапи покрај оној првиот солистички концерт. Какво е чувството да се пее на домашен терен пред собствената публика и колку Струмица има публика за таков тип на музика и за ваков репертуар? Па јас мислам дека има секогаш. Публика има, интересно е тоа што ние немаме овде опера, па е нешто ново, нешто така поретко слушано и затоа мислам дека има посетеност, и јас имам среќа да имам и многу пријатели и многу луѓе што ме почитуваат и секогаш доаѓаат на моите настапи, така да мислам дека ќе биде интересно и во секое време во Струмица има посетеност во принцип на било каков тип на концерти, бидејќи ние сме поднебие што ја сака музиката, музикални луѓе, весели луѓе и така да во секое време има публика за сите. Така. Сега, колку време го подготвувавте репертуарот и за овој концерт и дали е предност или пак недостаток да се има покрај себе и како пијано придружба Александар Бончев и посебно во оваа ситуација за концертот? Во секој случај е предност, прво да одговорам на првото прашање. Репертуарот дел, како што реков, ми е дел од магистратурата, веќе подготвен, само што го обновив, бидејќи имав мал застој со раѓање на моето дете, моето прво дете, направив мала пауза, но сега си ги обновив, така да и плюс нешто ново, околу, да речем, добри 4 месеци, новите работи, новите композиции. А во однос на ова второто прашање, голема предност, јас ќе речем, некогаш е и малце проблем, бидејќи премногу се знаеме, па сега поотворено си ги кажуваме мислењата, анализираме, доколку со некој обичен колега си малце повеќе на дистанца, што е, јас морам да кажам, и повеќе предност сепак би рекла. Така. Сега, магистратурата имаме, концертот во Струмица втор поред солистички. Така. Исто така, што е наследното што ќе се работи? Следното, јас нема да откривам до крај, меѓутоа јас аплицирав со еден поголем проект, со повеќе проекти до Министерство на култура за наредната година, така да очекувам, се надевам на нивна поддршка и остварување на истите, секако, па ќе имаме нешто поинтересно и нешто ново, да не застануваме тука, ние продолжуваме да работиме и се надевам дека во скоро време ќе имаме наскоро нови концерти, а и други проекти што се поврзани конкретно со оперското пеење, како за деца, за млади, нешто такво стил, но затоа потоа. Во ред, јас ви благодарам многу на времето одвоено за нас, посакувам успешен концерт, успешен настап и да имаме многу почесто поводи за вакви средби. Ви благодарам многу и
секогаш сте добродојдени на моите концерти. Благодарам.